Почитувани Министерството за надворешни работи под министерот Никола Димитров тоне во хаос и во самоволие, предизвикувајќи срам за државата во и вон нејзините граници. Македонија повторно остана без почеток на преговори, а одговорен за оваа срамна состојба е и министерот за надворешни работи Никола Димитров, човекот кој што се колнеше во Илинденска Македонија, ја представуваше Република Македонија, а сега се гордее со Република Северна Македонија. Човекот кој што лани со премиери, со двајца вице-премиери се сликаше со палец нагоре, лажејќи дека Македонија добила датум за почеток за преговори за членство во Европската Унија. Само со Никола Димитров, како дел од планот на власт, Македонија испраќа 10 амбасадори за кои што ги сокри нивните биографии и тези за тоа како ќе ја представуваат државата во Германија, Унгарија, Шпанија и други држави. Почитувани Никола Димитров мора да одговори зошто биографиите и тезите со кои што 10 дипломати од кариера заминаа во странство и веќе ја представуваат Република Македонија пред меѓународната заедница, останаа тајна. Никогаш до сега амбасадорските тези на Собраниска комисија не биле целосно класифицирани како доверливи. Станува збор за тези на амбасадори кои заминаа, како што реков, во Германија, Унгарија, Шпанија, Украина, Шведска, Австрија, Обединетите арапски емирати, Словенија и во Босна и Херцеговина. При тоа да подсетам, беше и иземен председателот на Собраниската комисија Антонио Милошовски. Никола Димитров треба да објасни и дали и зошто при враќањето на амбасадорите назад во Македонија ги уназадува со звањата, дури и на најниско ниво, како началник на оделение, за сите освен за советникот на Стево Пендаровски, второто лице на Зоран Заев, Гоце Карајанов, кому му е доделено највисоко административно звање. Од тука Димитров мора да одговори дали со новата систематизација која почнува за 10 дена ќе се деградираат и преместуваат политички неистомисленици на министерот Димитров. Почитувани, Македонија изостана од европската агенда за проширување и одговорност мора да има, а не голема одговорност има македонската дипломатија од министерот Никола Димитров. Време е Димитров повторно да си ја испрати напишаната оставка, која што ја повлече лани, и да одговори за лажењето на јавноста дека станувало збор за фалсификат, зашто ниту имаше истрага, ниту некој одговараше. Ви благодарам.